Скопска апелација му зголеми казната на Васил Јованов за 1 година. Наместо 12, како што првостепено пресуди Крвичниот суд, доби 13 години затвор за сообраќајката во која смртно ја прегази Фросина Кулакова на пешачки премен под дејство на алкохол и со брзина од 91 км на час. На пресудата на кривичен се жалеше и одбраната, чија жалба е одбиена како неоснована, и обвинителството, чија жалба е уважена. Пресудата на Основниот кривичен суд Скопје ја преиначи во делот на кривичната санкција, на начин што обвинетиот В.Ј, кој со првостепена пресуда е огласен виновен за кривично дело тешки дела против безбедноста на луѓето и имотот во сообраќајот, се осудува на казна затвор во траење од 13 години. Во останатиот дел, првостепената пресуда се потврдува. На јавната седница во апелација во октомври, обвинителството побара повисока казна, која нема да биде освета туку правда, која што ќе спречи идни трагедии и ќе испрати јасна и гласна порека дека човечкиот живот е неприкосновен. Одбраната на Јованов па рече дека станува збор за лов на вештарки, повикувајќи се на судската пракса за вакви кривични дела. Јованов на почетокот на судењето во Кривичниот суд призна вина и се извини на семејството на Кулакова, пошто доби 12 години затвор. Семејството кое бараше максимална казна за војднина, ниту едно дете да не се најде на местото на Фросина, беше незадоволно од оваа пресуда. Предходно апелација му пресуди на Јованов 3 години и 10 месеци затвор за предметот во кој тој е обвинет за трговија со дрога. За ова дело, Кривичен прво му пресуди заводска мерка да оди во поправен дом. Додека траеше жалбената постапка на 29 јануари ноќта, Јованов смртно ја прегазува Фросина Кулакова. На 7 февруари, апелација му ја преиначи казната за дрогата во ефективен затвор од 3 години и 10 месеци. Врховен во мај ја укина пресудата затоа што апелација не одржала јавна седница, иако Јованов и неговиот адвокат го побарале тоа. Потоа, второстепениот суд одржа јавна седница и пресуди исто како првиот пат.